Во недела ќе се одигра надпреварите од петата рунда од првата македонска фудбалска лига. По завршувањето на репрезентативната пауза, Бреера, Струмец и Вардар сезоната ја продолжуваат со нови тренери, но генерално ова репрезентативна пауза беше добродојдена за анализирање и консолидирање на своите редови во неколку екипи кои не ја започнаа сезоната според планот. Во Струмец ќе гледаме дуел на Бреера, Струмец и Новелијата без се одобредел. Горас Михајлов го презема кормилото на Бреера и ќе атакува на втора сезонска победа за овој тим, кој запиша 3 големи последователни порази. Од друга страна, Беса по двата порази запиша реми и триумф и сега сака позитивен резултати во Струмица. Гостивар на стадионот Борис Трајковски во Маđари ќе го пречека Вардар во меч каде трите бодови се силен императив и за двете страни. Гостивар ќе биде фаворит на овој меч за трите бодови, а пак Вардар, кој сега е предводен од Сргем Захариевски во Маđари, доаѓа по позитивен исход против Хитот во првата лига. Пелистер на домашен терен ќе бара втора сезонска победа против шампионот Струга Тримлум, кој по пораз од работнички веднаш се врати на победничките патеки откако триумфираше над Бреера на домашен терен. Битолчники имаат предност игра на домашен терен и поддршката од домашната публика и верните чкембри, па тоа ќе биде повеќе од доволна причина да се изненади шампионот во Битола. Работнички на домашен терен ќе се соочи со освојувачот на Купот на Македонија екипата на Тиквешот Кавадарци. Рометечарите играат во отлична форма и имаат 2 реми и 2 победи, додека пак Тиквеш има 2 порази, победа и реми. Дербито на колото се игра на Чаир, каде ќе се соочат Шкупи и Шкендија во директна дерби пресметка за трите бодови. Шкупи не игра според посакуваното, тоа предизвика и тренерска промена, но и така не заигра како што посакуваше. 2 порази и 1 победа. И реми е исходот од првите 4 средби на гулавите, а пак Шкендија без пораз со 1 реми и 3 победи е на врвот од табелата. На последното соочување на Чаир од 4 мај годинава, Шкендија славеше со 0-2 над Шкупи. Воска спорт на беледен извори во Охрид ќе го пречека Силекс во меч каде домаќинот оди на 3 бода, особено силно мотивиран по големата победа над Вардар. Екипата на Воска спорт освои бодови од тешки екипи на тешки гостувања, а сега време и за први бодови на домашен терен. Воска сезоната е започна со реми против Шкупи и освоен бод, а потоа имаше пораз од Тиквеш во гости и од Гостивар дома, а потоа славеше со 1-3 над Вардар во Скопје. Силекс има 2 победи и 2 порази, а сега сака позитивен резултати од Охрид. Трите бодови се силен императив и за двете екипи, а тоа ќе понуди неизвестен фудбал во Охрид за освојување на целиот плен.